To the cloud, има ли место на cloud? Има. Па, вајда. Да. Вајда, participants. Admit all. Оп, се собираме. Да. Добре. Оп. Па ја их има денеска. Супер. 18 часот 1 минута. Сега ќе идеме по балкански принцип, нема германски. До секунда не следиме денеска. Добра. Да почекаме уште малку, Ванче, нели? Да, не? Да. Супер. Некако друга енергија се осеќа одма. Нема корона криза и... Нема, заврши кризата, готово. Се излекувавме сите и се... Нели, ние сме ваму на партизанска и неверојатна разлика. Брм, мотори, коли, чуда, се. Плавава ми игра мечка. Не знам после 7 какво е, ама до 7 е... Не, готово е. Веќе сат и пол да празно. Да. Ке мене е празно, да. Admit. Јас сум на Еленденска, тука на Кеј си пијат кафе, си трчаат. Браво. Имаат гајла, така да. Ние ќе учиме. Да ти кажам, знаеш како ми се спија? Ние ќе учиме. Вчера у полициски час у моја мала овдека си врте 20 соточаци, празни улици, си спортува, километри си набила. Што ќе правим? Ова е криза. Криза. Тука сме. Имаме редовни неколку на нашите вебинари. Ма гледам дека се вклучуваат и уште некои други. Така да попричекаме да влезат сите, пошто ние си касниме така. Јас само кидам да се присувачам мечка, затоа што оваа вришти мајца на хромата. Да. Ќе мора позадината за наредниот вебинар да смениш. Многу ти е розова оваа. Ова ми е многу розова. Чекай бе сега. Ајде, ти пресоблекувај се, Ванчо, ние ќе почнеме со запознавање кои сме, што сме, кај сме. Чекай, ќе смениме, еве. Одма ќе почнеш темата. Одма, сега ќе смениме. Од студиото, од другото студио само да се префрлам. А ова ти е од 200, дневник. Ова ми е од 200, да. Во 15 до 21, сител. Една секунда, многу игра мајцата. Само скипте камерата, молим те да не... Добро, ајде, јас да почнем за воведов, за да не трошиме време. Ќе се приклучуваат веројатно и други, ама како се приклучуваат, така и ќе се вклучуваат во се што ќе кажеме денеска. Повеќето ме знаете, оние што не ме знаат, јас сум Горан од тимот на Златна книга. На вебинаров ќе видат уште некои сигурно наши колеги. Бидејќи ќе е битно да бидеме вебинар што го правиме пред се за нашите клиенти. Го започнавме на не може мисля да го изговорам тоа, ама морам да го кажам, ете, корона кризата, полициските часови, бидејќи мислам дека толку многу се навикнавме што ни е нормално после 7 да сме си дома и веќе криза не постои. Почнавме да споделуваме знаење кое што го имаме на различни теми врзани за дигитален маркетинг. Ова е денеска петиот вебинар во оваа серија на вебинари за наши клиенти. Денеска имаме добра, интересна тема која што е многу значајна за она што следи како маркетинг после сите овие корона промени во светов. Ама не во светов колку што локално се менуваат работите, а кога велиме локално, мислиме на местото каде што живееме и нашата околина. Не зборувам за регион, за Балкан и така натаму. Така да, денеска имаме некои нови што не биле до сега на вебинарите, барем она што ние некако ги Јоаки.
може да се представат кратко сите, еве, додека сме 13 луѓе, имаме по пола минута да кажеме име, година на раѓање. Шалом, од која фирма доаѓате, ваша дејност и еве, работите или не работите дигитален маркетинг. Кратко, ама многу кратко, ако може. Од кај да почнеме? Од Анди Мар, може? Ствари, не знам дали ви е вас поврзано со Zoom, наверојатно пишува ке мене дека се конектира сега. Добро. Ајде, Маријана Герасимовска. Добро вечер. Најнапред. Да? Драго ми е што сум дел од вас. Јас се приклучив на Окултман. Ги пратив или понудите за вашите вебинари, меѓутоа ете дојде момент сега да се приклучам. Добро. Сум од застапник на грчка фирма Аритон Порта. Тоа е за блендирани врати и внатрешни врати. Веќе тој бизнес го работам над 12 години и сакав да видам нешто ново што има на пазарот како маркетинг, допуна, до обука, да видиме што ќе понудите вие. Одлично, супер што сте тука. Ќе ги добиете снимките од претходните вебинари на имејл, така да ќе ги имате линковите и тоа што сте пропуштиле, не е никаков проблем. Да, видов нешто, меѓутоа нема време да ги гледам, ама ќе најдам време, убаво е да се види нели што има. Супер, одлично. Јетуша и Мери, ако може кратко да се представите, ве немаме со слика и камера, ама може со глас, само не е проблем. Се слушаме? Да, не? Најверојатно не. Добро, одиме натаму. Кој прв ќе се пријави да каже нешто? Ево, можам јас, Горан. Ајде, повели Ема. Јас сум Ема, значи доаѓам од паблик и лице в лице. Ние во овој период, од кога почна корона кризата, воспоставивме едно ново функционирање, освен печатената верзија, изработивме и електронска верзија и веб каде што каде што може да се купи списанието и во електронска и во печатена верзија. И некако дигиталниот маркетинг сам по себе дојде дека е потребно да се развива. Постојано сум во контакт со Горан, така што тоа е тоа на кратко. Супер. Фала што си тука, Ема. Александра? Само мислам дека е добро да ги исклучуваме микрофоните кога не збориме, зашто има звуци многу. Супер, може, одлично. Повелете, Александра? Да, здраво и од мене. Јас ве пратам, мислам дека малци имам пропуштено. Јас сум доаѓам или не знам, го представувам Рафан. Маркетинг работиме. Рафан, значи наливни парфеми и природна козметика, има неколку штанчења низ Скопје, продавничења. Вака за другите, маркетингот го работиме со Ванча. Јас сум негова дете, така викам во маркетингот. Така да има на доста места се сретнавме со исти идеи, со исти начини, го слушам, се што рекол и стои на место и вредат овие вебинари што ги правите. Мене ми се корисни, ми се науѓаат, така да фала ви. Драго ми, Александра, одлично. Ајде да побрзаме малку, за да може Ванчо... Гледате колку е нестрплив. Да сум во близина, кој ќе ми врзе една... Се шала малку. Маријана, имен декор? Ќе може кратко да се представите? Да. Здраво, јас сум Маријана од Крушево, имен декор фирмата ја представувам. Работиме врати и прозори исклучиво од дрво. Користиме и ние исто така маркетинг, исто преку Клуб Економи, преку Златна книга се рекламираме, веб страна сопствена имаме. И навистина корисни се овие вебинари, доста научивме. Одлично. Фала ви. Горан Клинтек, најредовниот што не следи на секој вебинар. Ето, точно, Горан Бивовски од Клинтек, застапници на германската компанија Керхер за машини за чистење за професионална индустријска употреба, исто така и правниот субјект Хигиена Плюс, преку кој нудиме услуги на одржување на хигиена.
и како што кажа Горан, редовен посетител на овие вебинари. Супер. Фала што не следиш. Да, платформа Да. за дигитален маркетинг InOne. Тоа би било Така. Одлично. Добро, уште кого не слушнавме, има некој Galaxy E5, не знам кој е. Ако може да се вклучи во ред. Тука и Mac Nova и Rhino. Еве, кратко представете со уште 5 минути. Имаме за овој дел, а и тоа е многу. Бидејќи, навистина имаме многу интересна тема денеска и мислам дека е корисно за сите да побрзаме. Еве, минута. Кој сака да се представи уште повелете? Ако никој не се пријави, Ванчо, стартуј. Може јас, Горан? Може? Се слушаме, така? Да, повелете, Ангела. Јас сум, се знаеме со тебе и со Да. другиве се запознаеме. Ангела Димовска од Ани Комерц, семејна фирма, како што рековте, родена 92 година фирмата. Се основна дејност производство на декоративни кеси и кутивчиња за подароци. Инаку таргетни се маркетиве. Сега преку Златна книга се рекламиравме, да кажем, во претходните години. Сега ова нешто имам испуштено од претходните вебинари, али ќе го надокнадам со снимките, не сум била во можност. Благодарам за толку што се трудите да споделувате ваши знаења и да ни помогнете, да кажем, во оваа сега ситуација да надминеме сите заеднички. Ви благодарам. Фала што не следите и благодариме што сте тука. Искрено се надевам дека повторно ќе соработуваме, бидеме клиенти. Ќе не бидете наши, ќе бидеме соработници. Mac Nova и Rhino. Да бидеме фер кон сите. Повелете? Три, два, еден. Можеме да почнеме со вебинарот. Ванчо, повели. Ајде. Јас имам за запишување, ќе исклучам камера, за да не ме гледате мене, Ванчо да биде фокусот. Само да ми потврдиш дали е се окей. Еве, почнува да се појавува сликата. Еве, тука сме. Јас го гледам твојот екран, веројатно. Окей, ај може јас да си се најавам се. Секако. Тоа го оставам на тебе денеска, немам намера да поинам. Добар ден на сите. Јас само една работа ќе кажам, сакам да слушнам што ќе кажеш, затоа што сите овие работи што ги имаш денеска спремено, сме ги зборувале многу пати, ама никогаш во една целина. Затоа нема ништо да кажам. Да. Окей. Ви благодарам на сите што сте тука присутни и ви благодарам за инвестицијата во моментов која што ја правите, затоа што постојат само два комитменти во маркетингот кои што вредат, а тоа е нешто да платите или да одвоите некому време. Така да ви благодарам за одвоеното време кој што е најскапиот ресурс кој што го имате. Денешната тема е успешен маркетинг и продажба за 90 дена, а инаку под темата е локален маркетинг, инаку под темата е локален маркетинг број 1, техника за продажба. Бидејќи беше предолг насловот, затоа имаме тема и подтема. Ве молам сите да ги исклучите телефоните и сите оние нотификации кои што може да ви спречат во овој момент, затоа што навистина ја започнуваме оваа серија, овој нов турнус во овој месец. Овој веќе втор вебинар, првиот ни беше на 1 мај, овој веќе на 15 мај, меѓутоа малце ситуацијата е подалабавена од сето оно ново нормално кое што ни следи. Едноставно исклучите ги телефоните, исклучите ги нотификациите, исклучите ги микрофоните, доколку имате прашање, Горан ќе ве уклучи, ќе следи, тој ни е поддршка денеска и моја препорека е да земете и едно нотешче, едно пекалце, за да може да ги забележите оние поенти кои што сакам да ги пренесам денеска на вас. Збор 2, за оваа една серија која што ја правиме, веќе влегуваме негде, мислам дека помеѓу 25 и 30 вебинар, почнувајќи од лани.
Ова е 6-та серија од оваа сезона која што ја правиме, од кога започна COVID-19. Организатор е Златна книга R3 Infomedija, сите многу добро ја знаете. R3 Infomedija е мајката фирма која што држи неколку брендови, помеѓу тие брендови е и Златна книга, нивниот водечки бренд, Market Connect, InOne и 1188 бројот кој што ги знаат сите броеви. Инаку мој гостин е Горан Димитровски, а јас сум Ванчо Костурски од Долорвеб, Академијата за дигитален маркетинг и од Агенцијата за дигитален маркетинг, и јас не сум си го исклучил микрофонот, јас сега си го исклучив. Само пред да почнеме, сакам нешто да разјасним. Се ова што го правиме и се тоа што го прави Златна книга е дел од една методологија која што се нарекува RACE, која што е најчесто користена во дигиталниот маркетинг и ја имаат креирано Smart Insights. Тоа е цела една академија и е составена од 4 дела. Да допрете, reach, act, да започнете нешто да работите, да конвертирате и да engage, да можете да ги анимирате сите оние и да имате многу подобра релација со сите оние кои што се вика ваши купувачи и нешто што се вика автоматизација, која што повторно не враќа на почетокот. Денеска зборуваме за нешто што се вика основа на дигиталниот маркетинг и основа на дигиталната продажба, а тоа е нивото reach или основно ниво на презенс. Затоа што без ова прво ниво не може да одите понатаму. Што значи нивото на презенс? Нивото на презенс е нешто врз темел врз кој што вие го градите вашиот бизнис понатаму. Независно дали ќе биде оваа ситуација која што сите не става во некоја се забрзана дигитална трансформација, меѓутоа е нешто без кое што не се може. Значи, услов без кој што не се може или кондиција sine qua non. Тоа ниво на основно присуство започнува со планирањето и започнува со брендирањето. Зошто ова го кажувам? Го кажувам затоа што денешната тема ќе биде на ова основно ниво на присуство, кое што ретко кој во Македонија го прави така како што треба и понатаму иде без при тоа да се врати назад што е основно што треба да постои. Така да, денешниот вебинар е поделен на 4 дела. Што е глобален и кои се предностите на глобалниот и на локалниот дигитален маркетинг, Google My Business, InOne како мокна алатка која што содржи многу алатки, како софтвер, како услуга и нештото што ги поврзува сите овие 3 алатки, а тоа е Златна книга. И ќе оставам дел за прашање на крај, затоа ве молам запишете ги прашањата или доколку имате директно прашање можете да му кажете на Горан и Горан ќе ме прекине за да имаме убава дискусија. Така да мислам дека можеме да почнеме. За тие што веќе подолго време не следат, секогаш започнуваме со Том Фишборн. Том Фишборн е постарите дигитални маркетари, кој што јас го ценам и текако. Меѓутоа, Том Фишборн има една голема пасија, а тоа е да црта карикатури. Така да, карикатурата за овој денешен вебинар е ова. Значи, состанок, која е големата идеја позади кампањата, дигиталните маркетари викаат идеме дигитално. И тука си ги редиме каналите. Facebook, YouTube, мобилни апликации, Pinterest. И што ќе правиме со тие дигитални канали? Најчесто поима немаме и најчесто у себе си викаме дека ќе смислиме нешто. Успехот и растот е лесен за некои бизниси, но е недостижен за повеќето.
зошто тоа се случува. И што ги разликува овие бизниси кои успеваат локално во однос на конкуренцијата? Одговорот е еден. Тоа е локален, дигитален маркетинг. Затоа и кажам, ова е основата без која што не можете да работите сериозно маркетинг. Затоа што без локален, дигитален маркетинг не можете да одите напред. Следно, најчесто кога започнуваат фирмите се појавуваат и гуруа. Гуруа се луѓе кои што јас не можам да ги дефинирам и кои што даваат совети да започнете да работите дигитален маркетинг и тие совети да започнете да работите дигитален маркетинг најчесто се многу интересни. Значи, да ве охрабрат, знаат да најдат начин да ве охрабрат и да можете да започнете да се промовирате преку интернет, користејќи дигитална технологија и интернет. И до тука ништо не е страшно, до тука ништо не е опасно, до тука е све супер, до тука све функционира. Меѓутоа, проблемот се пројавува кога овие мали бизниси ќе започнат да работат дигитален маркетинг. Па така имаме гуруа кои што велат дека тоа треба да се ботови, дека треба да се, не знам, колку комплицирани кампањи, така натаму и така натаму. И дека тоа треба да се бидат веднаш платени реклами на Facebook. И наместо вие да се такмичите во ваша лига, а вашата лига на малите бизниси е Македонската лига, Скопје, Битола, Центар, Карпош, Чучер, Сандево, вие така започнуваме да се надпреваруваме со многу појаки брендови. Зошто? Затоа што едноставно Facebook не разликува мали и големи брендови и тука почнуваат тежните работи. Значи, наместо да се такмичиме во наша лига, започнуваме да работиме под препорака на големите маркетари со глобален маркетинг и одеднаш, од една шивачка работилница, вие се такмичите со рекламите на Кока-кола и на Пепси. Фокусирањето на поширок пристап кон вебот, социјални медиуми, кон мобилни апликации е изрично штетно за сите мали бизниси. Затоа што бизнисите завршуваат да се надпреваруваат, како што кажав, со многу големи бизниси. И кога еднаш ќе го примите тоа разочарување, понатаму, доколку сте тъпи и упорити, како што сум јас, ќе немате проблем, доколку не сте тъпи и упорити, ќе имате проблем и ќе речете едноставно ова не функционира. Ставив денеска 5 евра кампања, скликнав бус на копчето, ништо не ми донесе. Никој не ми се јави. Ајде ќе ставам уште еднаш ќе стиснам на копчето, повторно никој не ми се. И така 2, 3, една недела, ќе потрошите 100 на 150 евра, ќе нема никаков резултат и разочарувањето ќе ни биде тука. Што е многу лошо. Затоа велам, фокусирање на глобален пристап кон дигиталниот маркетинг е изрично штетно за малите бизниси. Овој тренд имаме среќа што оди надолу. Прво оди надолу затоа што малите бизниси сваќаат дека, посебно во оваа криза ни покажа, дека се нема финанси многу за дигитален и за воопшто за маркетинг. И дека тие пари што ќе се одвојат треба да бидат оправдани со продажбите. И поради целата ситуација околу COVID-19. Локалните бизниси кои се подпираат на продажба во нивниот град, на помало подрачје, сваќаат дека треба да се фокусираат на локален дигитален маркетинг, што е сосема различно од глобален дигитален маркетинг. Во неизвестно и променливо време, како што живееме денес, конкуренцијската предност на локалните бизниси зависи од нивната способност да го максимизираат локалниот пазар. Јас имам клиенти кои што се обидуваат да излезат
надвор и се е убаво и се е лесно, се додека во моментот јас не им го Верувам сме тука. Ванчо? Најверојатно сега се вративме сите. Исклучен е Ванчо. Ванчо, ти си на мјут. Еве. Е така, да. Океј. До кај сме? Кај се исклучивме? Која е целта на дигиталниот маркетинг? Во неизвестно и променливо време, предноста на бизнисите зависи од нивната способност да го максимизираат локалниот пазар. Браво. Кога си имал некои клиенти што сакаат надвор, па после? Да. Океј, значи го слушате тоа. Значи, максимизирање на локален пазар. Само скидира го екранот, Ванчо, извини. Океј, пардон. Чекај само да се вратам. Ама не ми дава нешто зумов. Чекај само секунда. Дали сме тука? Гледаме. Дали е вака добра? Слайд шоу и можеш да пробаш. Добро. Океј. Океј, сме вака. Добро. Зошто го велам ова? Затоа што имам клиенти, на пример, кои што сакаат да влезат во Италија и кои ќе им го покажам дека треба да одвојат 4.500 евра, затоа што е од прилика 0,9 евра едно кликче, тука настанува веќе паника и сваќаат дека не е тоа така лесно и дека не е тоа така лесно како што се замисли. Затоа, ајде да бидеме први ке нас, да направиме некои резултати, па после тоа да може да излегуваме и глобално, доколку тоа го дозволува нашиот бизнис. Која е целта на дигиталниот маркетинг? Целта е да привлечеме и ангажираме проспекти, тоа се потенцијални клиенти, да ги претвориме во лидови, веќе загреани, и да ги трансформираме во наши верни купувачи и крајно да ги имаме за наши фанови и амбасадори. Како? Има едно ајсберг правило, и тоа ајсберг правило вели овака. Што го гледаме за бизнисите е ова горе, Санта Мраз, и така го гледаат луѓето нашиот бизнис. Меѓутоа не знаат што се случува од таа Санта Мраз и каква е таа Санта Мраз. Затоа што таа Санта Мраз е огромна и таа Санта Мраз е всушност начинот на кој што ние правиме пари со нашиот бизнис. А горе ја гледаме само Сантата Мраз и изгледа дека е тоа идеално и дека е тоа многу лесно и тука започнува големата зафрканција. Големата зафрканција се вика, ајде ќе го ископирам овој бизнис
и ќе правам пари. Апсолутно не е точно. Каква и да било страна, каква и да било стратегија да земете и да ја ископирате, ќе немате никаков или ќе имате некој минорен резултат. Затоа што бизнисот не се копира. Затоа што не знаеме што се прави бизнисот за да прави пари. Што се прави локално бизнисот за да прави пари. Овдека досаѓам јас. Меѓутоа досаѓаат и сите во наводници, досаѓаме консултанти кои што се во златна книга, кои што го работат овој локален дигитален маркетинг веќе со години. Зошто? Затоа што сите се залетуваме по таа санта мраз која што е горе, која што е многу мала, која што е веб страна, која што е нека кампања, која што викаме, ајде ќе искомпираме. Апсолутно нема врска. Така само изгледа прави пари. Знаеме како прави пари и не знаеме што се прави за да има успеси во својот локален дигитален маркетинг. Затоа мислам дека е време да погледнеме за затворени врати на успешни бизниси и да споделиме со вас вистината за позиционирање на вашиот бизнис за локален успех. Ова е темел и основа. И е клучно за вашиот бизнис да има локално присуство. Значи, без ова основа, темел, како и фундамент, како и да го наречеме, не може да се иде натаму. Тоа значи Google My Business, тоа значи веб страна, тоа значи златна книга. Ја форсирам златна книга, не од овие се работилници организирани од златна книга, туку затоа што на македонскиот пазар, посебно овие 2 месеци, златна книга во однос дури на Google My Business ја направи својата доминација. Зошто? Има локална сила која што може се она што е нарачано да го исполни, локална поддршка во делот на промени на работно време, на информации за бизнисите, брза верификација на бизнисите, брзо наоѓање на брзо апдейтирање на страната на сите нови информации, сменети информации за бизнисите и еден тим од консултанти кои што може тоа да им го предочи на бизнисите. Доколку имавте Google My Business периодов и се обидовте да направите било каква промена изминативе 2 месеци, знам дека не ви успеало затоа што едноставно позади нема човек. Успехот на златна книга е совршена SEO машина на која што дава огромна храна на пребарувачите и човечки фактор кој што ја вози и ја управува ова машина. Значи, Google My Business, веб страна и златна книга. Следно, ова се го прави тоа што ние го велиме локално SEO. И зошто е толку битно и зошто е битно да имаме ова основа. Еден податок кој што е на глобално ниво вели 84% од потрошувачите пред да одлучат да купат пребаруваат на интернет. Значи, пак да повториме, 84% од збориме и за B2B и за B2C бизниси. Вашите потрошувачи пред да одлучат да купат пребаруваат на интернет. Посетителот кој ќе дознае за вашиот бизнис од Google My Business профилот, веројатноста е дека со над 50% ќе стане ваш иден потрошувач. А исто така според Google, бизнисите кои континуирано постираат содржини на своите Google My Business профили имаат 42% повеќе барања за насоки кон локација на Google Maps. А овие профили имаат и 35% повеќе на кликови кон нивна веб страна и телефонски повици. Едноставната дефиниција на Google My Business е
врата за купувачите врзана со вашиот дом. Врзана со вашето царство, а тоа е вашата веб страна. Како функционира Google My Business? Одите на Google, ќе кликнете, ќе го пребарете ресторан кај Злата, Google My Business ќе го изфрли прв. Доколку сте со мобилен телефон, ќе кликнете, ќе се јавите, ќе резервирате, ќе нарачате или ќе нарачате нешто што понатаму ќе го земете. Јасно наведени контакти за да се олесни комуникацијата е задолжително за една успешна веб страна. Тоа е вториот елемент. Ако тој што сака да ве добие, потрошувачот, клиент, како и да го наречеме, непознат, се обиде да ве добие на телефон, дојде до вашата страна и не му дадете друга опција и нема да се откаже, ќе излезе од вашата веб страна, иде на следната во вашата категорија, на следниот бизнис, можда тоа е вашата конкуренција што е на ќошот од улицата, ќе го добие и ќе го има за клиент. Што е In-One, имаме зборено многу пати, меѓутоа сакам денеска да ги истакнам работите што In-One го делат и го разликуваат од останатите сервиси за изработка на веб страни, за CRM и за користење на нешто што се вика софтвер за сервис. Тоа се неколку работи кои што претходно ги кажавме, а кои што денес страните ги немаат. Прво, немаат CRM систем. Второ, немаат вакви енгейджери, тоа се овие копченца од страните кои што се појавуваат на мобилен телефон или на дното од десктоп верзијата, во кој што секој што ќе дојде до посета може веднаш да направи некоја акција, веднаш да ни се јави и сега го исклучуваме оној фактор претходниот, затоа што веднаш му даваме уште неколку опции за да не отиде кај нашата конкуренција. Да закаже, се јавува ни едно време, знае дека нема да му се јавите, да закаже повик, ве молам побарајте ме за тоа и за тоа, да остави кратка порака, да остави коментар, да испрати прашање и нешто што долго време за тие што работат локален маркетинг ни е познато, меѓутоа сега е насушна потреба, особено во овој период и во овој период кој што ќе следи пост-ковид период. А тоа се букинзи, резервации или било како да ги наречете. Едноставно, бизнисите ќе почнат да се отвараат и веќе се отвараат дел по дел. Резервациите важат од ресторан до адвокат, до консултација на психолог, до стоматолог, до доктор, до кожна болница, до сите. Систем на резервации кој што позади има голем CRM систем за управување со клиенти, кој што ги прибира сите контакти. Значи разликата е голема. Претходно велиме ќе направиме било каква веб страна која што не е респонзивна, која што не е ниту брза, ниту технички направена, ниту има некои беклинкови, има некоја си копче за телефон, ако има копче за телефон, а најчесто кај нас немаат и копчиња за телефон. И нешто што ви дава еден корпус за задржување на вашите идни клиенти. Идеме понатаму. Со нивото на користење на интернет, кај клиентите денес е императив и повторно ќе кажам услов без кој што не се може е да започнете со веб страна за вашиот мал бизнис. Не само што веб страната ќе ви овозможи да воспоставувате присуство во реален свет, во кој што живее вашата публика, туку ќе им улесни на повеќето луѓе да ве најдат, да ве контактираат и да купат од вас. Затоа и технички се направени тие така наречени енгейджери и тоа е еден цел CRM систем кој што стои позади In-One. Значи, една веб страна во просек ги дуплира вашите напори да одговорите на прашања, да дадете детали и да го рафинирате вашиот бренд.
вашиот бренд идентитет и со тоа им овозможува на потенцијалните клиенти да воспостават врска со вас и лесно да ги претворите во клиент. Ќе земеме една претпоставка. Доколку работите, например, продажба на парфеми. Александра е од Рефан и работи продажба на парфеми, уште поспецифично работи продажба на наливни парфеми. На својата веб страна ќе има изложено сите парфеми, сите варијации на парфеми и многу лесно ќе можат кој да пристапи, да ги види, да не ги објаснува секој ден на секого постојано. Ќе остане објаснувањето, ќе останат пораките во инбокс, ќе остане се. Меѓутоа, нешто што кај нас, јас го работам 10 години, овие 3 месеци има експлозија, а тоа е работење дигитален маркетинг. За било кој да го имате бизнис, веб страната, ако ништо друго ви ги крати маките да ја објаснувате приказната за тоа, кој е вашиот основен производ или која е вашата основна услуга. Кратејќи ви ги маките, имате повеќе време за себе. Работејќи со CRM, имате повеќе време за себе, затоа што никој од вас или многу малку од вас има основна работа да работа дигитален маркетинг. Затоа е тука технологијата и затоа се тука компании надворешни кои што за мали суми на пари може да ви помогнат и може да ви помогнат не само во маркетингот, туку и во вашата продажба. Зошто? Затоа што, повторно ќе кажам, 72% од потрошувачите кои што локално пребаруваат бизнис, а знаеме дека кај нас Google е доминантен пребарувач. 72% од потрошувачите кои што локално пребаруваат ги посетуваат продажните локации на растојание од 6 километри. Така да повторно да се вратиме на онаа сентенца, сакам да почнам да продавам во Италија, е тотално погрешна, доколку не си се докажал на локалниот пазар. Сем ако не си некој стартап со огромни пари од финансии, од инвеститори и вашиот таргет е одеднаш да почнете на глобално ниво. Сум пробал, сум видел во еден од најголемите стартапи и знам и дека таму не се работите толку розови. Која пак е формулата за успех на овие две работи? Значи, првото е Google My Business, второто е веб страна. Меѓутоа, веб страна со сите оние потребни работи, пред се, за денешно време ќе кажам booking систем, кој што е едно од најкомплицираните технички работи за изvedба во една веб страна, потребно ни едно зачинче или еден конектор кој што ги спојува овие две работи. Тоа е златна книга. И ќе ви кажам зошто. Во оваа методологија која што ние работиме на основно присуство, на основно постоење во дигиталниот свет, Најверојатно го изгубивме Ванчо пак. Ентитети кои што ги има златна книга. Имањето на веб страна поврзано со Google и со златна книга ви овозможува клиентите да можат лесно да го продолжат и да направат уште еден чекор, а тоа е да се поврзат со вас откако ќе ве пронедат, да го посетат вашиот бизнис, да добиете повик да ви се јави некој на телефон или некој нешто да резервира. Или да ви испрати имейл. На крајот на криштата да добиете бизнис. За бројките на златна книга имаме зборено, ќе кажам само неколку пати. Верувам дека овој месец поради цела оваа криза ќе се движи помеѓу 250-260 илјади уникатни посети месечно, околу 1 милион прегледани страни месечно. Знам дека сите оние што се излистани на златна книга со приоритет имаат
до 7 пати повеќе телефонски јавувања, а тоа не се 7 пати повеќе телефонски јавувања помеѓу нас да се слушнеме здраво како што правите, туку се 7 пати повеќе услужување на клиентите кои што имаат некој проблем, на обичните луѓе кои што имаат некој проблем, ако што стигаат до вас бизнисите. И целен корпус на беклинкови на сообраќај кој што Златна книга за еден период од 30, 90, 60 дена во зависност од промена на алгоритмите му го носи како сообраќај и како евентуална продажба на вашиот бизнес. Внесувам гостилница, влесувам кај Златен пролет, излегува прва Златна книга. Втор е TripAdvisor, глобална платформа со совети за ресторани, со ревјуа, со еден корпус на информации кои што се обидуваат да го изградат на глобално ниво, за да дадат беклинкови на страните и утре нешто да наплатат. Во Македонија е многу позади Златна книга. И нешто што, ако се вратиме на првиот слайд, во фазата на планирање, кога веднаш ни е потоа брендирањето на нашиот бизнис, се брендирани беклинкови. Значи, се вратам назад. Не е ова гостилница, ова е гостилница кај Златен пролет. Ова е хемиско чистење кала, хемиско чистење цвет. За да го добиете ова и да се обидете да го добиете од било која страна, да ви даде ваков брендиран беклинк, јас не знам колку треба да платите. Сето ова го добивате во Златна книга. Уште нешто. Брендираните беклинкови директно влијаат на вашето реагирање и да бидете погоре, да добивате, условно кажано, бесплатен сообраќај од страна и да започнете со продажба или да дигнете продажбата. Меѓутоа, уште нешто поважно. Добивате брендирано пребарување. Започнувам да работам на Златна книга, да удрам пребарување кај за, излегува кај Златен. Повторно, не постои толку комплициран систем и толку големо поставен систем во Македонија кој што сето ова може да го претвори и како ова би можело да се монетаризира. Меѓутоа, ова го дава Златна книга на сите бизнеси. Уште нешто дава. Тоа се профилни беклинкови. Сите овие SEO техники, запаметите ги, или кога ќе гледате репризата, пробарајте ги на Google и видите колку чинат надвор. Баснословни суми, само за една, некој си просек е од 200 до 400 долари на месечно ниво. Добиваме брендирани беклинкови и профилни беклинкови. Значи, цела оваа презентација, ние имаме линкче кој што вика ајде сега ти посети страната на Златен. Добиваме ниче беклинкови, повторно едни од поскапите беклинкови, кои што писам дека и да ги побарате во Македонија, нема да ве разбереш што барате. Само на овој слайд во некое си основно пребарување можете да видите во колку категории на ресторани има излистано бизнеси. Меѓутоа, сите овие листања, за сите оние што имаат веб страна, им носат ниче или категоризирани беклинкови. Значи, ова не се беклинкови од некоја си страна која што продава кондури, па сега ние ќе ве однесеме во ресторан. Туку се беклинкови во точна категорија, на локален листинг, кои што водат кон вашиот ресторан, пицерија, шивачки дуќан, агенција, сметководител или било што. И затоа велам сакам да ги раздолжувам сите услуги, целиот корпус на услуги кои што го има Златна книга во оваа прва сесија за успешен маркетинг, а тоа е, повторно ќе кажам, локално присуство, веб страна Google на бизнес и Златна книга, а тоа се гостински блогови и беклинкови од гостинските блогови.
Ако за првите 3-4 не знаеа, за овие мислам дека многу малку знаат. Меѓутоа, блогот на Златна книга, ако сте го немале, да минатата недела славеше 1 година, посетете го, имате топ совети за сите ваши услуги. И можете да си напишете едно блогче, да го поднесете до вашиот ОМК или консултант кој што ве води, и веднаш ќе ви биде објавен со беклинк назад до вашата страна. Повторно ќе кажам, кога ќе заврши ова, посветете се едно 15 минути, пребарајте преку интернет да видите што значат беклинковите и што значат цените надвор од Македонија. И уште нешто повеќе што го добиваме со блогот на ЗКМ. Сега, од контент аспект, ниче или категоризирани беклинкови за одредена категорија. Го издвоив, мислам дека е ова срце, може и грешам, извинете ми ако грешам, имаше цела една серија на категоризирани текстови, блогови, откако се појави коронавирусот во Македонија. Сите тие назад водат кон неговата веб страна. И уште нешто наместо заклучок. Локалниот дигитален маркетинг со добро поставено локално SEO, тоест можност да ве најдат пребарувачите, е услов без кој што не се може. Истиот, вака добро поставен, значи, носи значителни резултати за период од 3 до 6 месеци. Не постои веднаш бум резултати. Не постои затоа што пребарувачите едноставно треба да ве најдат. За да го забрзате целиот овој процес, мој совет е да креирате содржина и да бидете во многу поблиска релација со вашиот ОМК, тоа е со вашиот консултант, кој што ве води. Колку повеќе ќе им дадеме, да се вратиме неколку вебинари назад, неколку мастер-класи, колку повеќе ќе им дадеме храна на пребарувачите, на Google, толку сме повисоко, колку сме повисоко, имаме поголем собраќај, колку имаме поголем собраќај, имаме поголема продажба. А, повторно ќе кажам, овој вебинар и оваа серија за мај е поделена на 2 дела. Значи, првото е основно дигитално присуство, кој што сега го кажавме, а второто е како да продавате онлайн. Тоа ќе не биде и тема на идниот вебинар, ќе збориме за e-commerce, ќе збориме за marketplace, ќе збориме за Facebook Store, ќе збориме за Google Store, затоа што сме со оваа серија на сам почеток на патот на купувачи. Ако првото нешто што го искористивме беше Smart Insights и таа RACE методологија, овдека го гледаме сето тоа од перспектива на купувачот. И како еден непознат станува на крајот наш верен следбеник или наш промотер, прооѓајќи низ 8 фази. Тоест, фазата да биде свесен, ние сме во оваа почетна фаза на работење на дигиталниот маркетинг, сме тука. Кај ова човече, кај оваа фаза, кај што е aware, кај што има некој проблем, нешто сака да купи и веднаш стапува во контакт со вас. За тие што ви се веќе стални клиенти, за тие што веќе да знаат, тие се веќе во следната фаза на фазата кога веќе нешто имаме ангажираност и веќе се случува некоја си размена. Наредната фаза е да ви остави некој податок, да се вратиме на назад за генерирање на лидови на минатиот, мислам дека беше вебинар, да го конвертирате во купувач. Тој купувач во наредната фаза да биде воодушевен од вас, да му испратите, рековме, едно малечко поклонче, ако ништо друго, да се обидете да му допродадете нешто, бидејќи ги имате податоците кои што сте ги земале во третата фаза, и тие утре да станат ваши адвокати и ваши промотери. Меѓутоа, повторно ќе кажам, без основите, рипање на фази, заборавање на оваа прва фаза на патот на купувачот или
прва фаза на работа на дигиталниот маркетинг, резултатите не може да бидат тука. Резултатите може да бидат тука едноставно доколку ги следиме овие правила. Прашање и одговори, Горан, јас се изгубив глас. Заслужено написано вода. Одлично. Прашање? Можеше да се исклучам. Берете, кој сака да се вклучи, слободно вклучете го микрофонот и кажете го вашето прашање, можеби вашето мислење. Манчо, може имаме присутни што не се согласуваат со сето ова, па можеби тоа ќе биде интересна дискусија. Да, слободно. Би било добро да слушнеме нечие искуства. Без овој концепт и со овој концепт, или со делови од овој концепт на основно онлайн присуство. Повелете. Ако е Александра тука, Александра би можела да каже, бидејќи мислам дека она веќе активно работи. Само не знам дали остане после тоа исклучување. Да, јас сум тука и вас слушам. Не знам, да, ние поставивме нели тоа што викаш ти темелите на веб страна и слични работи. Како јас стално викам дека тоа е некако како ресурси кои што цело време ги вложувавме и со оваа кризава дојдоа до израз и тоа постојано работење на крај ева без никакви вложувања баш во овој период кај што дефинитивно спаѓаме во категоријата кај што немаше средства ни да се вложува, односно и стравот не дозволува нешто да се вложува. Ама сепак имавме некои продажби, малце поделикатен производ, покрај мислењето дека тешко е да се продава на веб и парфем, нели, секој сака да го види, да го мирисне, тоа се поврзува малку со задоволството од самото купување, нели, од да одиш да си го купиш, да го видиш, тоа е така, барем јас така го гледам, наместо некаква потреба, па да си го купиш преку веб страна, но успеавме, мислам, јас сум задоволна како сето тоа што го правевме наназад, дојде до израз и може да биде секој подобро, но успеавме. Особено работата на Google My Business, дефинитивно звонат телефоните. На неколку локации сме, јас ги направив сите да звонат на еден телефон, за разлика од претходно кај што звоня на секоја локација посебно. Вака ги пренасочив на еден мобилен, имаме и увид и што барат клиентите, под директен односот со клиентите, значи свесни сме, стануваме свесни што барат, што им е непознато, што треба да им се објасни. И тоа е тоа. Мислам, информирани се, кажуваат дека не наоѓаат на Google My Business и така. Дали трошевте пари за платени реклами месец? Не, периодот воопшто. Мислам, долго време немаме трошено пари, затоа што малце вајте се како нешто да направи, на крај ништо. Да. Затоа што креиравте содржина. И тоа го композиравте едното со другото. Браво. Креиравме содржина, не знам, имаше едно, мене многу ми се допадна ваш вебинар. Имаше, кажуваше ти баш онака, мене лично и ми се допаѓа твојот однос со клиентите, значи оној тепатет однос, ако јас гледам што ни е нас предноста, затоа што се тоа сепак мали дуќанчиња, дефинитивно предноста ми е тепатет односот со потрошувачот, со клиентот, кој што чекаме нели да се врати. Друго е во ден, оди, сам се пазари, мислам, немаш консултант до тебе, туку имаш само касиерка што ќе ти наплати. Кај нас е поинаку, значи бираме заедно парфем, бираме заедно, мислам си раскажуваат каква кожа има, какви вкусови, стилови, расположенија и слично. И да, овој пат, мислам, дури и комуникацијата еве преку интернет, на Facebook е тоа. Сличен парфем на тој, ама јас го користам пред 10 години, тој пред 20 години, ме потсеќа на тоа и тоа. Значи, они сакаат личен однос, мислам, барам нашите клиенти, да не генерализирам, сакаат личен однос, да им се посвети внимание и
И тоа е тоа. Задоволство да сами почнуваат да си го кажуваат, дека се слушнати, не знам, дека им стигнала брзо нарачката, дека е спакувана. Така да кажам, имаше еден, тргна да го кажувам ова од аспект дека еднаш ти кажуваше, не знам, од типот пратете им порака, не знам, сликнете, направете како го правите тоа така. Јас во периодов направив видео типот како им го пакуваме парфемот, не знам како ги сечеме сапуните, им праќаме порака. Тоа уште пред да го кажеш ти, имавме некои останати пораки во дуќан што снимале наградна игра, па наместо да им пишува не добивте награда, повеќе среќен премиум пат, имаше некоја убава мисла. И од тие пораки што остана, мене ми дојде природно да им го пратам заедно со она што го нарачаме. Сега, каква е реакцијата од таа страна, се уште не знам, ама такви мали работи почнав да правам, да. Малите работи го прават животот. Јас би ве насочил да го видите низиниот Facebook профил на Рефан, кој што го работи сама Александра. Тоа е тоа што цело време го кажував. Овој период требаше да имаме зголемена комуникација и зголемено објаснување за тоа што го работиме, за да дадеме вредност на тоа што го работиме, а со тоа го промовираме и нашиот производ и нашата услуга. И само уште една реченица да оставам простор за другите. Се работи за исклучително тежок производ, значи веќе тоа не е тродимензионален, него е петодимензионален производ кој што се обидува и успева Александра да го продаде во дводимензионален свет, а тоа е овој дигитален маркетинг. Значи ниту можете да го пипате, ниту можете да ја видите структурата, ниту можете да го осетите мирисот. Александра, ти благодарам. Фала. Работи, веќе започна и со Клинтек, веќе започна и со креирање на содржини. Рино не знам до каде. Горан? Јас оставам некој да се вклучи без да прозивам. Доволно потрошив на почетокот време за тоа. Мене така ме совлада заморот да 2 го дослушав сето ова и го пратам се овој. Јас имам само позитивни искуства од како почнав да применувам платформата на Inone и овие некои препораки да ги применувам кои што ги слушам овдека на овие вебинари. И посетители и јавувања кои што доаѓаат нели преку посета на веб страните, комуникацијата преку Inone во оние кажи составно ги јави така натаму, така да само дека тоа е добро и впечаток имам дека се уште не ги исцрпев капацитетите на Inone онака максимално да добием од тоа што можам, така да мислам повеќе треба да се работи на тоа и тоа е. Ајде, толку од мене да оставиме простор и другите да кажат нешто. Окей. Ајде, може ли бидејќи бев прозван да се јавам. Да, може, јави се Рино. Јави се Рино. Ја само да се јавам, да се извинам, бидејќи на состанок бев и делумно го следев само состанокот, ама ве следев, ќе го гледам снимката. Немам што да кажам, само да се јавам дека сум тука. Ала Рино сепак. Добре, јас би сакал први, знам дека е петок и знам дека е 6 сат, традиционално време, кога во убавите време бевме по кафани. Сега не знам што правите, јас се спремам дворов да го средувам. Фала ви на сите што одвоивте време, се обидуваме да пренесеме нешто што го знаеме и кој што сметаме дека е добро за компаниите во Македонија. Може би некој ќе мисли дека е претенциозно премногу, и јас и го советувам Ванчо премногу да не користи наши продукти во презентацијата, меѓутоа
еве од тоа другото што го спомна, навистина сметам дека Google My Business е продукт кој што во светот одамна се користи масовно и сметам дека секој македонски бизнис кој што држи до идејата да онлайн е присутен, мора да му е Google My Business дел од тој темел на онлайн присуство. И разговарајќи со Ванчо, деновиве што да биде следна тема, реков Ванчо, дај да се вратиме на почеток. Мислам дека премногу се нападнати бизнисите со најразлични идеи што да прават и мене ми е јасно дека човек кој што се занимава, не знам, со алат, како кој да е, како Рино, градежни алати, не може да испофаќа све што се нуди и што е добро за него, пошто едноставно не му е тоа работа. И со Ванчо да говоривме да ајде да почнеме од основата, а тоа е да имаш некои базични три продукти кои што ти овозможуваат пред се да кажеш што работиш и да те најдат и лесно да те контактираат клиентите. И тоа се тие работи за кои што зборуваше Ванчо денес. Идниот вебинар планираме да зборуваме за e-commerce или е-продажба, а потоа и за оние делови каде што идеме малку пософистицирани работи или тој креирање на содржина и комуницирање со својата клиентела, за да она што еве Рефан го работи, јас сум, како да кажам, пријатно изненаден. Тоа е тоа што у суштина треба секој од нас да се обиде да го прави, а тоа е да комуницира со своите клиенти преку новиве или медиуми. Во секој случај, фала ви уште еднаш, фала ви значи за вниманието и за времето што го одвоите. Ни значи. Фала и на тебе. Да, ти си главниот виновник. И само продолжете зашто ова е иднината. Океј, ако нема прашања, Горан, ајде ти си гейткипер. Имате убав викенд сите, потрошете малце повеќе време деновиве, вратете се назад на претходните вебинари, видете и оваа снимка. И се што имате прашање, слободно поставете на мејл или јавете ни се, контактирате ги вашите овластени маркетинг консултанти за да можат да ви помогнат во можеби дилеми или совети, препораки што следно да направите од она што би сакале да го реализират. Поздрав од целиот тим на Златна книга. Се гледаме. Чао. Поздрав.